И го продолжуваме неделниот микс. Македонската џез сцена има со што да се гордее. Нашиот истакнат џез музичар, пианист, композитор и аранжер Гордан Спасовски неодамна освои прва награда на престижниот меѓународен надпревар за биг бенд композиција во организација на Millennium Jazz Оркестарот од Холандија. Ова признание не е само личен успех, туку и значајна афирмација на македонската современа џез креативност на светската сцена. И денеска токму Гордан ни дојде на гости, ќе разговараме за процесот на создавање, за предизвиците на биг бенд формата и секако за неговите идни ангажмани. Гордан, добре ни дојде. Добро е, најдов. Ви благодарам на поканата. Па, ете пред се честитки за овој голем успех и што всушност за вас значи оваа награда и лично и професионално? Па, оваа награда за мене е најпрво еден голем поттик и уште една дополнителна причина да продолжам да творам, да пишувам музика, да создавам, да настапувам заедно со моите колеги. Значи, првенствено е тоа, а потоа и една потврда дека нели целиот тој труд вложен во музиката е препознаен и валоризиран, така да вкупно целото тоа искуство за мене представува навистина еден голем поттик, еден голем поттик за нели да продолжиме со културни дејствија. Така, многу убаво кажавте, а ете кажете ми сите детали всушност и за самиот надпревар, но и како се случи да се пријавивте, како дознавте за него? Па вака, тоа се случи пред неколку месеци. Бевме на турнеја со Националниот џез оркестар во Будимпешта, во Прага, во Виена. Заедно со нас настапи, односно ги диригираше овие концерти Владимир Николов, наш познат композитор, аранжер, диригент. Човек кој што е многу активен на светската џез сцена, пишува аранжмани за престижни оркестри. Така што во еден разговор со него тој ми го напомена овој конкурс, ми збореше за Millennium Jazz Оркестарот. Едноставно тој ме поттикна да се пријавам на овој конкурс, иако првичниот момент си реков немам навистина време да спремам нешто ново, бидејќи се работеше за композиција која што би била премиерно изведена таму, значи требаше да биде комплетно ново дело. Така што кога завршивме со турнејата си реков ќе видам, ако имам време ќе направам нешто ново и сега зависи дали ќе имам инспирација, дали ќе немам некој пат тоа знае да биде нашето расположение или нашите други обврски секојдневни знаат да влијаат на нашиот креативен процес. Така да се случи пред пред да заврши конкурсот, ја веќе ја завршив композицијата, ја испратив и така. И се намести. Се намести. А кажете ни повеќе за наградената композиција, како настана и всушност која е незината приказна? Па Lioness или Лавица е композиција напишана за една битка, метафорички кажано, една битка нели на лавицата, со што таа се справува, какви борби води за да преживее, нели? Во исто време лавицата е нели символ за жената. И во самата композиција може да се слушнат нејзините карактерни особини, да речеме во интрото се представува некоја по-елегантна страна, малку по-класично, да речеме и барокно инспирирано интро во може да се каже во некој по-современ биг бенд манир, меѓутоа потоа се развива во една друга насока, може да се каже дури неочекувана насока, со малку по-агресивен звук на некои моменти, со разни перипетии, значи ги сликува тие борби со кои се нели кој ги поминува и нели на крај се завршува мирно и го отсликува завршетокот на таа битка, под наводници. Како што споменавте метафорично. Да. Биг бенд формата носи специфична енергија и посветеност, па што беше најголем предизвик при компонирањето
на истата? Па вака, Big Band формацијата е прилично специфична, значи оркестар каде што нема, нели, не е типичен симфониски оркестар каде што има гудачки инструменти, каде што има дрвено-дувачки инструменти, значи има повеќе е фокусиран на брас и на саксофони, значи тоа е главната некоја формација заедно со ритм секција, значи труби, тромбони и саксофони. Меѓутоа има и еден втор слој, да речеме саксофоните, сега малку ќе навлезам во по-професионалниот дел, значи саксофоните многу често знаат да треба да дуплираат на, односно да свират на флейти, на кларинети, и сите овие комбинации може да доловат едни различни слоеви и мислам дека има колку и да мислиме дека знаеме дека имаме одреден звук во главата што сакаме да го пренесеме, овој оркестар нуди многу разни звукови со кои што може да експериментираме, со кои што може да представиме некој нов музичка комбинација може така, ако може така да се каже. А колку во делото се чувствуваат вашите лични влијанија, но исто така и македонското она што го носите во вас? Па првиот коментар од жири комисијата беше дека во оваа композиција дека го приметиле тој некој фолклорен елемент кој што јас искрено не го иницирав, може да се каже, меѓутоа веројатно излегло тоа, нели, само, значи македонскиот фолклор е во нашата ДНК, така да тоа е наше секојдневие и едноставно се содржи во сите наши тие идеи, така што баш ми е драго дека тоа беше нивниот коментар. Можеби тоа било на некој посуптилен начин. Меѓутоа е важен дел од компонирањето на секој еден артист, секој еден музичар, бидејќи сите сме од некоја различно поднебје и колку и да се работи за еден традиционален јазик на џез музиката или на биг бенд музиката, секое поднебје носи своји специфичности, така да од оваа композиција може да се забележат веројатно и некои такви суптилни македонски специфичности. Да, тој македонски музички сензибилитет дефинитивно се чувствува во самата мелодија. И кога сме кај мелодијата, раскажете ни нешто повеќе за музичкиот процес. Значи, како всушност го започнувате истиот? Почнувате ли од мелодија, од ритам? Како изгледа тоа? Конкретно за оваа композиција се започна од еден мелодиски мотив и потоа тој мелодиски мотив се разработи, се го распределив низ целиот оркестар, меѓутоа не мора да значи дека процесот на компонирање е само таков. Значи, секоја композиција може да има свој специфичен зачеток, да кажам, или секој композитор може на различен начин да се инспирира и на различен начин да го почнува процесот. Конкретно за оваа композиција, како што кажав, почнав од тој мелодиски мотив, го разработив и секако тоа низ самиот процес на пишување трпеше некакви промени, дали ритмички, дали хармонски. Формата се развиваше постепено и така доби една оркестарска целина, да речеме биг бенд целина. Одлично. А во однос на конкуренцијата, каква беше таа и какви беа генерално интеракциите од организаторите? Спомнавте дека нашиот сензибилитет македонски се почувствувало во мелодијата, но едноставно целата таа комуникација со вас, како сето тоа се случуваше на настанот? Па, на конкурсот имаше пријавено композиции од композитори од целиот свет, како што знам од Соединените американски држави, од Холандија, од Јапонија, од Кина, од Македонија, од Србија, од Балканот и од цела Европа. И драго ми е дека има интерес за оваа музика низ целиот свет и дека едноставно музиката ги изближува народите и културите. Во финалето бевме тројца композитори, односно 3 композиции. Едниот од финалистите беше
холандјанец што живее и работи во Холандија, другиот мислам дека беше со потекло од Шпанија. Меѓутоа долги години исто така живее и работи во Холандија, предава мислам на факултетот во Амстердам. Прекрасни луѓе и со нив се запознав, нели, имавме многу интересни разговори за музика, за живот. Тие се доста активни на сцената во Холандија, во Амстердам поточно. Имаат работено дури со Метропол оркестарот, еден од најпрестижните џез оркестри на денешницата. Така што и разменивме контакти, останавме во комуникација со нив и за мене тоа е најголемиот поттик и тоа е најголемата награда што ги запознавам овие луѓе, како композиторите, така и изведувачите кои што ги изведува овие композиции. Едноставно тоа ми представува дополнителен поттик да продолжам да комуницирам со луѓе што се во оваа сфера, во оваа музика и да ги шириме нашите знаења, да ги споделуваме нашите знаења. Апсолутно е така, размената на искуства е клучна, посебно во тие и надпревари и манифестации кои што се одржуваат, а како пианист, кога компонирате, вие сте и аранжер, композитор, спомнавме, но дали кога компонирате за голем оркестар или за помал има разлика? Вие сте дел од нашиот национален џез оркестар, па може ли да се направи споредба во однос на компонирањето? Дали за поголем состав или за помал? Па сигурно дека има разлика во процесот, меѓутоа би рекол дека првичната идеја, односно срцта на една композиција е иста, без разлика дали се работи тоа за пијано, за соло пијано, за пијано трио или за голем оркестар. Мислам дека тоа е најважно, дека јадрото на една композиција треба да биде движечко, без разлика за каков оркестар ќе се работи. Нели потоа кога се разработува самата мелодија или самата композиција, мораме да имаме на ум кон што целиме, дали ја пишуваме за вокал, дали ја пишуваме за одреден инструмент, дали ја пишуваме за оркестар, бидејќи секој инструмент има своја специфична природа, вклучително нели и вокалот. Така што сите овие работи се земаат во предвид, меѓутоа повторно ќе се навратам, јадрото или срцта мора да биде таа првична идеја, едноставно да се потрудиме да ја зачуваме оригиналноста во велат дека дека ние сме спроводник и дека првичната таа мелодија доаѓа од универзумот или од некаде и ние само треба да го спроведеме тоа. Да, но за тоа треба апсолутно талент, труд, точно, работа, за сите тоа убаво да биде спроведено нели до публиката. Во однос на џез сцената кај нас, сметате ли дека има доволно простор и поддршка за развој во однос на оваа музичка гранка? Еве во последниве неколку години може да се забележи дека имаме се повеќе џез концерти, нели, Националниот џез оркестар е пример за тоа, меѓутоа и други помали состави, така да можам да кажам дека во последните неколку години како поддршката од публиката, така и поддршката и од националните структури, од системски е подобра, меѓутоа сметам дека уште има простор за да се направи тоа. Националниот џез оркестар претходно нели функциониравме ние како здружение на џез музичари, односно Big Band од 2016 година. И тоа беше долг процес кај што имавме ние многу концерти на годишно ниво. Меѓутоа не беше лесно тоа и се дојде нели до момент кај што се случи нели формирањето на Националниот џез оркестар, поминавме нели низ процес на аудиции, се формираше целиот тој оркестар и почна со еден малку поинаков тек на работа. Меѓутоа работата тука не е завршена, нели? Националниот џез оркестар моментално работи во пробите ги спремаме најчесто во Македонската опера и балет. Голема благодарност до нив што ни возможуваат простор за да го спремаме нашиот материјал и нашата годишна програма. И концертите најчесто се изведуваат таму, во Македонската филхармонија. Така што се надевам дека веќе се работи на тоа,
мислам дека наскоро, односно се надевам дека наскоро ќе имаме можност да имаме еден свој простор, да функционираме и да твориме во еден свој простор и да продолжиме да созреваме и како оркестар и сите помали состави и едноставно културата да пробаме да ја воздигнеме уште едно скалило повисоко. И доказа дека преку културата сте вие наши амбасадори, клучни, нормално и спортот несомнено, но ете и преку културата доказте конкретно и вие, Гордан, со наградата која што ја освоивте во рамки на Националниот џез оркестар. Секогаш имате и програма, концерти, како што спомнавме, па можете ли за следниот период да ни најавите нешто? Па да, значи Националниот џез оркестар константно работи на нови програми, имаме специјални гости како од земјава, така и од надвор. Сакаме да пружиме секој пат нешто ново на публиката. Концерт кој што следува во март, можам да кажам дека доаѓа Мајк Холобер, еден од водечките аранжери и композитори за биг бенд музика, човек кој што можеби не е познат вака на публиката, меѓутоа стои позади многу активни џез имиња на сцената, да речеме, со Крис Потер има работено, со Џон Патитучи, со Бека Стивенс, за ВДР биг бендот, за HR биг бендот има пишувано аранжмани и ги има водено нивните оркестри. Тој е човек исто кој што мислам дека еден од неговите аранжмани беше дел од првиот концерт на Националниот џез, тоест во тоа време на ЗДЖМ биг бендот во 2016 година, така што драго ми е дека ќе го видиме со нас на сцена. Повторно. Да. Исклучителни се тие можности за настап со врвни уметници. Врвни уметници сте вие, исто така, а и секако и од странство кога ќе дојдат. И тоа е еден голема можност и за публиката, нели и за вас. Еве пред малку ни спомнавте и за самата инспирација и за тоа всушност колку и самиот ритам и секојдневие на уметниците, на музичарите е специфичен. Ете, во одредени ситуации ви е потребна, да кажам, самотија, време да се сконцентрирате, да создадете, па кажете ни нешто повеќе во однос на тоа. Колку всушност време од денот ви е потребно да вежбате, да нели се фокусирате на музиката? Па вака, овој процес би го поделил на повеќе сегменти и секој пат тие сегменти се во различно време траење. Во одредени периоди мора да сме повеќе фокусирани на, да речеме, припремање на нова програма. Во некои периоди кога имаме, да речем, еве ова беше еден пример кај што бев повеќе фокусиран на пишувањето. Меѓутоа сите овие сегменти се надополнуваат еден со друг, така да мора да поминеме многу време и со вежбање, нели со својот инструмент, со сознавање нови работи и напредување, нели секој мора да работи на себе и на својот инструмент, така што тоа е дел од нашето секојдневие. Јас се трудам да бидам активен на сите овие полиња, се трудам да постигнам што е повеќе од тоа што го имам замислено, нели сите си имаме некаква цел замислено постепено каде треба да се движиме, така да целам кон тие некои точки што си ги имам поставено и како што кажав, дел од моето секојдневие, процесот на компонирање сепак знае да биде различен. Некој пат може, нели како што кажав, таа првична идеја може да дојде многу брзо и неочекувано, некој пат тоа е долг процес каде што се ставаме во некое расположение и се трудиме да создадеме нешто ново, не секој пат е лесно, нели, некој пат знаеме да почувствуваме некаков отпор, еве да кажам, меѓутоа мора да поминеме ни сето тоа за да стигнеме до одредено. И тоа е сосем нормално. Така е, да. И несигурностите кои што ги имаме кога претпоставам и вие кога создавате ново дело, па и за концерт, тоа е сосем нормално, нели? Тоа е дел од процесот, да. Апсолутно е така. Ве гледаме секако и ве слушаме на следните концерти во рамки на Националниот џез оркестар, а се надевам дека и понатака ќе нижите во убави резултати и кај нас, но и во светски рамки, зошто да не? Така е, се надевам и јас. Ние ќе дадеме се од себе, јас ќе продолжам, нели, да творам, да пишувам, да свирам, така да останатото ќе оставам да се движат работите по еден природен тек, па ќе видиме.
Ви благодарам, Гордан, многу за интервјуто. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, го затвораме неделниот микс денеска со интервјуто на нашиот истакнат музичар, пианист, аранжер и композитор Гордан Спасовски. Се надевам дека овие изминати 2 часа ви го исполнивме некако денот со убава енергија и доза култура. И секако ќе ве поканам и следниот викенд да не гледате, а во меѓувреме останете со програмата на Телевизија 24. Секако да се заблагодарам и на моите колеги кои што ми помогнаа заедно да ја реализираме оваа емисија. И ете, голем поздрав до вас, до следното видување.